Благодарам, председателе. Колега Митревски, гледам дека сте воljni за транспарентност, за јавни расправи, анкетни комисии, ама да ве подсетам дека некаде во месец април-мај на Комисијата за економија донесовме одлука за организирање на надзорна расправа или јавна расправа, не ме држите за збор, затоа што помина долго време и не е одржана. Исто таа комисија која што ја држи владачкото мнозинство за разгледување на состојбите со покачувањето на струјата за стопанството. Значи, реагиравме во месец април или мај за она што се случува сега и за што реагира цела држава и вашата транспарентност, отвореност да разговарате за сите теми не е случајна досега. Да не касниме малку сега со надзорна расправа за состојбите со покачувањето на цените, кога цените стануваат енормно високи во нашата држава, стопанството ќе биде на колена, сериозни компании размислуваат за затварање, граѓаните го осеќаат на свој грб сето ова што се случува и сега вие ни викате ние сме отворени да зборуваме, ама имајте во ум дека има кризна состојба која што треба да се донесе до 28, 29, 30, не знам кога истекува рокот. А не е моја кривица што закажавте вчера комисија за денешнава седница. Има пратеници кои што сакаат да зборуваат, а тоа што зборуваат? Не сте вие што треба да ги цензурирате. И за да не дефокусирате, и за да не користите спинови кои што се мајстори за сите тие работи, гласавме за дневниот ред, покажувајќи дека кризните состојби ќе бидат изгласани. Ама до тој 28.9. како што вика председателот, собранието е во постојано заседание и ќе дадете одговори на одредени прашања. И не само сега. Сега ќе дадете моментално заради комисијата. Цело зимо ќе давате одговори на граѓаните, а по смената на власта ќе давате одговори во други институции каде закочил системот и што се случувате. Јас ви ветувам од оваа говорница за тоа.